Тие што ме следат малку подолго знаат дека јас блиско ги следав изборите во Америка, целиот процес. Пратејќи се што се случува, лани, во текот на 2020 дознав за теоријата на заговор QAnon, која што ја поддржуваат поддржувачите на Доналд Трамп, каде што се вели дека целата демократска партија и Холивуд се дел од сатанистичка група на педофили која што прави трговија со деца и пие крв од деца и еден куп други слични тврдења и дека Доналд Трамп е оној кој што е поставен сега таму за да ги открие, да ги уапси сите. Значи, Доналд Трамп е спасителот. Тоа е тврдењето на оваа теорија на заговор. Но, она што не го знаев до сега е дека во редовите на поддржувачите и верувачите во овие теории на заговор има и доста луѓе од нашата држава. Пошто ние ги решивме сите проблеми во државава, сега ќе ги решаваме проблемите на американците. Неодамна, непосредно пред официјалната церемонија за прогласување на Бајден за нов председател на Америка, по социјалните мрежи се проширија постови кои што беа преведени на македонски, кои што велат дека официјалната церемонија мора да се гледа во живо затоа што ќе се случи нешто. А што ќе се случи? Националната гарда ќе биде искористена за обезбедување на периметарот на областа Капитол. Никој надвор, никој внатре. Маринците ќе ги чуваат тунелите под зградата на Капитол за да спречат некој да избега. Кога Бајден стапува на сцената, тајната служба ќе го задржи и издаде потерница за приближно 50 до 100 членови на публиката, вклучувајќи ги Бајден, Пелоси, Шумер, Обама, Клинтон. Многу обвиненија, вклучувајќи обвиненија за предавство. Сите маринци ќе ги пренесат во подземна воена база, каде воениот суд ќе им суди во живо на телевизија за нивните злосторства. Сите телевизори автоматски ќе се приклучат на овој пробен период, без оглед на кој ќе ги поставите. Black Mirror. Сите докази за нивните злосторства ќе бидат објавени. Уживајте во шоуто. И да, ова звучи како филм, а не како реалност и веројатно од таму е инспирацијата од некој филм на овие теории на заговор. Јас лично ја гледав целата церемонија и ништо од ова не се случи, како што не се случија и еден куп други, односно сите други предвидувања на QAnon. Меѓутоа, поддржувачите и оние кои што црсто веруваат во ова, се уште веруваат. Сега, јас ова видео не го правам за да кажам кој е паметен или глуп, или кој е во право, кој не е во право. И покрај тоа што е многу очигледно кој е во право во случајов. Меѓутоа го правам видеово за да ви посочам колку всушност е лесно да се потпадне на некои дезинформации или теории на заговор кога станува збор за сензитивни теми како што се заштита на децата или во денешно време како што е здравјето во текот на пандемијава. Значи, овие луѓе кои што сега веруваат дека Бајден пие детска крв, не започнале вака. Значи, започнале верувајќи на нешто многу поситно кое што го виделе на социјалните медиуми, кое што било дезинформација, меѓутоа било доволно реално што можно е да е вистина. И така малку по малку се случува некоја така наречена радикализација на населението, на луѓето, понашки кажано на народски перење на мозок, за некој да си профитира од сето тоа. Оваа радикализација на населението може да биде и многу опасна, како што видовме во Америка на 6 јануари, каде што поддржувачите на оваа теорија на заговор беа дел од толпата која што влеза во Капитол.
Пред неколку години ние овдека имавме нешто многу слично, каде што толпа народ влеза во собрание и тепаше пратеници и слично. Нас ни е многу добро познато ова сценарио и можеме да направиме една паралела дека не само во Америка, туку и кај нас има многу луѓе кои што потпаѓаат на вакви дезинформации и едноставно повторување на лажни информации од страна на политичари. Затоа е многу важно да ги проверуваме информациите кои што ги читаме и пред да поверуваме, пред да почнеме да вршиме некакви акции врз база на овие информации, треба да бидеме сигурни дека тие информации се вистините. Тоа треба да го правиме со помош на вистински извори, значи проверете го изворот, проверете датата на која што е напишана информацијата, дали е од вистински извор, дали е потпишан авторот, дали истата информација можете да ја најдете на друг извор кој што има добра репутација или новинска агенција која што мора да ја кажува вистината, бидејќи новинските агенции доколку кажат нешто што не е вистина можат да бидат тужени и тоа е една од најголемите разлики помеѓу новинска агенција и некоја порталче на која што рандом ќе прочитате некоја информација која што не секогаш е точна, најчесто не е точна. Значи, дезинформациите во денешно време, во 2021 се насекаде, секојдневно се соочуваме со нив, така што треба да ги имаме очите отворени и да бидеме свесни за ова.